70 настани од културата за 70 дена од сите области на културните дејности со бројни посетители и анимирање на многумина кои во културата го вложуваат својот потенцијал и својата креативна моќ. Вака би можеле накратко да го сублимираме крајот на Кавадаречката културна есен, која синоќ беше окончана со изложба на уметничка фотографија на Димитар Чунговски Чунга и концерт на труба на Златко Јованов од Кавадарци и неговите пријатели. Директорот на Домот на културата Владимир Темков Шефе, кој е главниот двигател и аниматор на културата последниве години во Кавадарци, и овој пат успеа да ги спои уметничката фотографија и музиката. Тоа се две различни уметности кои имаат заедничка нота, откривањето на внатрешниот свет кај секој индивидуален посебно. Кавадаречка културна есен пред 10 години започна како скромен проект во кој што имаше околу 3 до 4 настани, измешани од драмската уметност, од музичката уметност и неколку настани од ликовната дејност, да денес сето тоа прерасне во манифестација која што трае веќе 70 дена и на која што се поместија повеќе од 70 настани од областта на културата. Ова година овие настани беа поместени во 4 дејности кои што Дом на култура ги има во својата годишна програма, и тоа е сценско-музичката дејност, ликовната дејност, издавачката и театарската дејност. И да ви кажам, мислам дека ние успеавме со она што ни беше зацртано како програмска активност и на граѓаните на Кавадарци понудивме многу настани, како од собствена продукција, така и настани кои што го одбележуваат културното живење на Македонија па и на Европа. Вечерва сакаме да кажеме дека затвараме нешто. Јас мислам дека нас не учеа да затвараме, нас не учеа да отвараме и правиме пресек ова вечер на се она што се случило на еден збор кој што значи Кавадаречка културна есен, ама веќе утре продолжуваат настаните и наредниот ден и така се до крајот на годината, кога ќе направиме еден пресек што се случуваше во 2016 година во Домот на културата. Изложбата на уметничка фотографија на Димитар Чунговски Чунга, кој е еден од најзначајните македонски фотографи, предизвика голем интерес кај кавадарчани. Тој, да подсетиме, не се води од промислата дека значењето на авторот не се мери според бројот на создадените фотографски творби, туку според творечкиот замав и уметнички ефект. Ми представува голема чест, значи што сте вечера сите присутни во толков број. Морам на почеток да се заблагодарам за целата ова организација на ова изложба, на луѓето од Домот на културата Иван Мазов Клим од Кавадарци, особено на нашиот пријател господинот Темков. Значи, ние, како што каже и тој, имаме соработувано и претходно на повеќе групни изложби во областа на фотографијата. Исто така можам да кажам дека ова колекција, како што слушнавте и претходно, е составена од 42 фотографии со кои сакам да се представам, значи, самостојно. Во изработката на цел овој концепт беа вклучени повеќе луѓе, значи не само јас како автор. Тука морам да ги поздравам и тројцата мајстори на фотографија кои дадоа свое мислење за целата ова поставка. Двајца не се, значи, од Република Македонија, значи се од Србија, господинот Зоран Ѓорѓевиќ и господинот Дравослав Мирковиќ. А особено благодарност треба да упатам до нашиот добар пријател од Куманово, господинот Душко Јовановски. Концертот на Златко Јованов, актуелен директор на Основното музичко и балетско училиште Лазо Мицев Рале, се одржа во големата сала на Домот на културата. Трубата, која е негов инструмент, Јованов успеа сите овие години да ги всади како омилен инструмент на многу генерации ученици во Кавадаречкото основно училиште за музичко образование, кое пак потоа завршија средно образование и факултет и сега се вработени во некоја институција или пак лебот го вадат токму од трубата. Горд на тоа, потврда Златко имаше и кај неговиот голем пријател од Кавадарци исто така, но кој многу години живе и работи во Скопје. Се работи за Љупчо Коскаров, голем професионалец на труба, наш човек, поранешен директор на Македонската филхармонија и Средното музичко училиште Илија Николовски Луѓе од Скопје. И прифаќаат звуците на трубата, љубовта
И така да во моментот во нашата градка моментално изучуваат кои во наше училиште и на средните музички училишта во државата и на факултетот за музичка уметност во Република Македонија околу моментално 40 ученици. Тоа е за поздравување и едно изведување што дел од моите ученици кои се моментално на студија и кои завршиле веќе магистри, денес не се присутни, кои сакаеле да присуствуваат на оваа манифестација. Од оправдани причини се извинуваат они денес имат исто настап во Скопје, а тие се работили во опери, во филхармонии или во војни оркестри. Уште еднаш голема благодарност за поканата. Ова вечер во делот на нашата програма избравме композиции да бидат присутни за вашето уво, кои во мојата педагошка работа биле присутни во делот на сето моje учење кон овие ученици, така да ќе се обратиме со композиција од делот на класична музика, барочна музика, еверни, джез и на крај една музика имаме. Сакам да го искажам чувството како педагог дека ќе видите оваа вечер дека се почнува овие мали деца да го видат почетокот и до кај може да завршат. Така да ќе чуат многу звуци, така и вие ќе чуете што значи почетник и што значи веќе завршен трубач или веќе оформен трубач кој може да се представува во некој оркестар или солист. Инаку пред љубителите на музиката настапија млади и повозрасни музичари на труба и други дувачки инструменти, а трубата е омилениот инструмент кој плени многумина. На програмата синоќ беа популарни мелодии и дела кои се изведуваат во наставата и на факултетите за музичка уметност. Публиката сите ги награди со голем аплауз. Значи, се исплати трудот на Златко Јованов, трубата да ја засакаат многу музичари. Како успешен наставник Златко во Кавадарци, тоа што го направи да школата во Кавадарци потруда да биде една од најдобрите, мислам дека сето тоа како мисла што го има во тој проект денеска се остварува и ме прави да бидам пресреќен. Можеме да се осврнеме малку поназад и на историјата за трубата во Кавадарци. Јас кога бев в средна школа, свиревме со групи во младински дом, тука знае директорот и другите, имаше многу посетеност. Ама имаше неколку луѓе што навистина ќе ме сретне на чашијата. Едниот од нив е професор доктор Тенков, знаете по филозофија, Идон Тенков, тој беше љубеник во трубата. Но првиот кој што свиреше на труба во Кавадарци, тоа е Трајче Едински, точно Трајковски, мислам дека се презема неговата фамилија, и живеат негде, каже Колега Штефов, кај што ја уче по основно училиште овдека. Толку влюбеници во овој инструмент и можам да ви кажам дека овој инструмент денеска е наречен кралица на музичките инструменти